На 12-тиот поред меѓународен поетски фестивал Замокот на Дуино, што се одржа во Трст, Република Италија, учениците од Основното училиште Никола Карев освоија специјална награда. Станува збор за светска манифестација на која што учествуваа училишта и поединци од цел свет. Од Македонија награди добиле само две училишта: Основното училиште Васил Главинов од Велес и Основното училиште Никола Карев од Кучани. Овој успех е за одбележување, дополнително што учениците на 20 март ќе бидат гости на манифестацијата во дворецот на Дуино во Трст, Република Италија, на која ќе им бидат врачени признанијата. Учество зедоа и учениците од 7-1 одделение од нашето училиште, кои што се представија со своја групна изработка. Учествувавме како тим во училиштето со групна изработка на тема Гестот и генезата. Всушност тоа беше тема на која што требаше да пишуваат за природата како создавач, природата како сликар, природата како извор на живот. Многу сум задоволна бидејќи овие 6 ученички успеаја да направат дело кое што беше изберено од страна на жирито на самиот конкурс и на 20 март ќе го представуваат не само нашето училиште, туку и нашата држава. Буквално гледајќи ги резултатите има од Нов Зеланд, од Јапонија, од околните држави учесници, што посебно радува фактот дека сме изберени на една ваква манифестација од светски карактер. Учениците од тимот Радмила Иванова, Ивона Антова, Марина Николова, Нада Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева задоволни од учеството и од специјалната награда и радосни што ќе може да отидат во Италија за лично да си ја подигнат наградата. Ова признание за нив представува поттик да пишуваат и творат и понатаму и да создаваат дела за паметење. Ние творевме за нашата природа, инспирацијата е трпев од нашата природа. Задоволни сме што ни избра нас, токму нас за литературниот конкурс, што ќе бидеме почести гости во Трст. Идејата ни дојде од природата, целата наша инспирација доаѓа од природата, од незините убавини, затоа што треба да ја чуваме, да ја негуваме, да се грижиме за неа. Ние треба постојано да се грижиме за нашата природа и понатаму да се грижиме за неа, да ја чуваме, бидејќи таа е создавач на живот. Учениците се представија со изработка на своја поетска книга составена од 6 песни на македонски и истите преведени на италијански јазик. Во преводот на песните им помогна Оливер Манов, а Благој Гранков ја направил техничката изработка на книгата, за што тимот од ученици и наставничката им се многу благодарни.